Во Евангелијата според Марко, почетокот на 5 глава, Исус има средба со еден човек. Има средба со еден човек кој што се наоѓа во една длабока темнина. Пишува дека тој човек живее на гробиштата. Пишува дека тој човек живее далеку од општеството. Гробиштата се слика на изолираност, на осаменост, на болка, на сува место, каде што има темнина, на место каде што нема односи со луѓе, каде што нема среќа, каде што нема радост. Тој кој што бил на гробишта знае какво е тоа место. Исус Христос има средба токму со таков човек, кој што живее сам на гробиштата. Интересно е што тој е жив, а живее на тие гробишта. Интересно е што тој чекори и живее на тие гробишта. Но Исус Христос доаѓа и има средба со него. И човекот пишува во првите стихови на Марко, Евангелие според Марко 5 глава, дека тој човек бил врзуван со синџири. Дека тој човек бил толку многу обземен од демони, што дури ги кршил синџирите, ниедни синџири не можеле да го задржат него. Таа темнина во која што живеел, тој грев кој што го символизира тоа во нашиот живот, има сила да не потпаѓа на човечките стандарди, на човечките стандарди. Тој грев, таа темнина, пријателе, таа темнина во која што живее тој човек, во кој што пишува во овие стихови од Евангелие според Марко 5 глава, е човек кој што живее во темнина. Може би ти живееш во темнина моментално. Тоа го прави гревот. Гревот прави изолираност. Гревот прави изолираност од луѓето, скршени односи, кавги, тага, анксиозност, ментални проблеми, емоционални проблеми. Што е тоа во твојот живот, кој што прави да се наоѓаш на такво место? И тој не е обкружен со ништо друго освен со други гробови. Иако е жив, тој чекори како да е мртов. Иако е жив, чекори во таква темнина, што не знае каде понатаму. Што не знае што понатаму. Пишува дека го врзуваат со синџири. Пишува дека тој човек не можат ни синџирите да го задржат. Бидејќи синџирите го символизираат човечкиот метод во овој текст. Синџирите символизираат нешто кое што ние самите пробуваме да го направиме во нашиот живот, за да си ги решиме нашите проблеми. Нешто кое што е од човекот измислено, нешто кое што ние самите ќе решиме, ајде ова ќе го направам за да ми биде подобро. Ќе земам да пијам апчиња за да ми биде подобро. Ќе одам на таква терапија за да ми биде подобро. Ќе отидам кај тој човек да ми каже нешто за да ми биде подобро. Кога тој човек со тие човечки принципи не може да биде ослободен од тој демон кој што го измачува, таа темнина која што го измачува. Но Исус Христос доаѓа на сцената, се појавува пред тој човек и му го менува неговиот живот целосно. Тоа што пишува интересно и сакам да го заприметите, овоа пишува во 5 стих на крајот дека тој човек се удираше со камењата. Зимал камења од земја и се ударал самиот себе си. На други места пишува дека се сечал со тие камења. Јас израснав во овој парк, израснав на овоа место. И знам дека има многу голема темнина која што владее во луѓето овде, дека таа темнина владееше и во мене. Владееше во луѓето околу мене. Таа темнина прави да не си го сакаш животот. Таа темнина прави да сакаш да си го повредиш телото. Таа темнина прави да сакаш да го повредиш твојот живот, твоето тело, кој што Бог го има создадено. Кој што живиот креатор на оваа земја го има искреирано, бидејќи Бог ти има создадено во неговиот образ. Ти има создадено совршен, ти има создадено совршена. Но овдека пишува дека и покрај тоа тој човек, живејќи на тие гробишта, пробувајќи сам да си го реши животот, тој и во исто време и се само повредува. Живее во една темнина каде што нема желба повеќе за живот. Не знам кој овдека во паркот кој што ме слуша се наоѓа во таква точка моментално. Не знам кој овдека во паркот има потреба од таква надеж. Каде што кога ќе отиде дома, ни другарите не знаат ни што поминува, ниту родителите знаат ни што поминува. Не знам кој овдека во овој парк се наоѓа на место каде што ни сопругот, ни сопругата не знаат ни што поминува.
Но сакам да ви кажам едно нешто. Да ти кажам тебе нешто, пријателе, дека Исус Христос знае. Исус Христос, како што не случајно го пресретна овој човек на гробиштата, сака да те пресретна тебе, токму каде што се наоѓаш денеска. Сака да те пресретна тебе, бидејќи тие синџири не можеш да ги скршиш со човечки стандарди. Тие синџири не се кршат, пријателе, со апчиња, не се кршат со терапија, не се кршат со ништо друго. Не можеш да ги скршиш со медитација. Не можеш да ги скршиш со одење во црква, со религија. Не можеш да ги скршиш со проаѓање време со други. Да го пополниш времето со скролање, да го пополниш времето со гледање нешто што не треба да го гледаш. Не можеш да ги скршиш тие синџири со човечки стандарди. Тие синџири на тамнината можат да бидат скршени, пријателе, само преку Исус Христос. Има работи во овој живот кои што можеме да ги прикриеме во одредено време со одредени човечки принципи и стандарди, можеме да ги прикриеме, можеме да ставиме ќебе врз нив, да се преправаме дека не се гледаат, да бидеме окей за некое време, да се преправаме дека имаме радост и среќа во нашиот живот, но од внатре да има нешто кое што гние од внатре, кое што најаде и другите не може да го видат. Но кога ќе станете на сабале го чувствувате тоа. Пред да легнете навечер, вие знаете со какви мисли легнувате. Но и некој пат ден за ден е тешко. Но Исус Христос денеска сака да ти даде надеж. Сака да ти даде надеж, пријателе. Сака да ти ги скрши тие синџири во твојот живот. Бидејќи тие синџири не се планот на Господ за твојот живот. Пише во Библијата дека Бог има планови неверојатни за твојот живот. Планови да ти даде живот, а не смрт. План да ти исцели, а не да ти зараде нова болка. Тие се плановите на Бог за твојот живот. И сите тие синџири во кои што се наоѓаш, се синџири кои што ѓаволот ги става врз тебе. Зависностите во кои што се наоѓаш. Теророт во кој што се наоѓаш. Инсомнијата во кој што се наоѓаш. Нокните мори, кошмарите во кои што се наоѓаш. И сите тие периоди во твојот живот и сезони на губење на блиски луѓе, на разделби. Сите тие работи се план на ѓаволот за твојот живот, но тоа никогаш не беше планот на Бог. Бидејќи Бог во Едемската градина те создаде прекрасна, те создаде прекрасен, те создаде целосно, совршено. И сака да го обнови тој однос со тебе. Сака да ја обнови таа совршеност со тебе, пријателе. Сака да те обнови назад во целост и да ги скрши тие синџири. Бидејќи Исус Христос кога дојде пред 2000 години, на околу 2000 километри од тука, не дојде само за да живее живот на оваа земја и да покаже дека знае да поучува. Не. Тоа е едно меѓу важните работи, но не е единствена работа. Туку тој дојде да ги скрши делата на ѓаволот во твојот живот. Тој дојде да ги скрши синџирите со кои што ѓаволот те држи. И сакам да дојдеш понавака доколку ме слушаш во опсегот на мојот глас во овој парк околу Тревникот. Сакам да застанеш, бидејќи верувам дека оваа порака може да го промени твојот живот. Оваа вечер може да те ослободи од таа темнина во која што се наоѓаш. Пишува во Библијата дека Исус Христос го сретна тој човек. Го пресретна во таа темнина на тие гробишта, но тој човек никогаш повеќе не си замина ист. И вечерва ти може би си овдека случајно, може би си тргнал на пат кон другите концерти и настани во овој парк. Може би си тргнал на дома или на некој провод на друго место. Но верувам дека нема да се заминеш ист, нема да се заминеш иста после оваа вечер, доколку останеш до крај. Бидејќи Исус Христос ја покажа таа сила и таа моќ во мојот живот. Кога јас бев во темнина, кога јас бев во зависности, кога јас бев во депресија, ми извади од таа темнина. Ме извади кога сакав да посегнам и по мојот живот. Ме извади од таа темнина. И тоа може да го направи за тебе вечерва, пријателе. Кога го зборувам ова, не го зборувам само кога да споделам порака со вас. Сакам да ве донесам на едно место каде што е безбедно за вас. Сакам да ве донесам на едно место каде што вашето срце ќе биде исцелено. Вашето тело ќе биде исцелено. Вашите импулси ќе бидат исцелени. Вашиот ум ќе биде исцелен и вашето срце ќе биде обновено. И тоа е реално. Ова што го зборуваме е реално. Не сум човек кој што доаѓа од место каде што не знае како да се расте во овој град. Растев токму во овој парк. И ги поминував работите што се поминуваат во овој парк. Во овој град, во оваа држава. И сакам да споделам дека има надеж.
Заради тоа сум тука да споделам дека има надеж и дека Исус Христос сака да те ослободи од тоа. Таа темнина во твојот живот е резултат на греф. Тој греф не одвојува од Бог. Тој греф не одвојува од совршеноста со Бог. Ние сме создадени за совршен однос со живиот Бог, креаторот на универзумот, креаторот на твојот живот. И тој сака да те сретне тебе вечерва. И за да го направи тоа, тој дојде во Исус Христос пред 2000 години на околу 2000 километри од тука. И живееше совршен живот на место мене и тебе. Бидејќи неговиот план беше да умре на тој крст, да направи жртва на место мене и тебе, бидејќи последиците на гревот не само што се земни овдека, и ние имаме земни последици каде што имаме расправи, раздолби, зависности и сите тие темнини низ кои што проаѓаме, туку има уште едно нешто. Во Библијата пишува дека гревот има последици кои што се во овој живот, после крајот на овој живот, а тоа е вечна смрт. И ние од тоа не можеме да се искупиме. Колку и да сакаме да ставиме човечки принципи и стандарди, колку и да сакаме да бидеме религиозни, колку и да сакаме да се нарекуваме христијани по традиција, по наследство, по практика, тоа не може да не спаси, никогаш нема да не спаси, никогаш нема да спаси твојата душа за вечност. Никогаш нема да спаси мојата душа. Едно и единствено нешто има што може да го направи тоа, а тоа е кога твојот живот целосно ќе го оставиш во доверба, во верата во Исус Христос, целосно да се потпреш на Него. Тогаш тој ќе те ослободи од сите тие синџири, ќе те ослободи од сите тие темнини во твојот живот. Само кога ќе дојдеш при Него, тој дојде пред 2000 години да ги скрши делата на ѓаволот во нашиот живот денеска. Тоа дело пред 2000 години има ефект денеска. Има ефект и вечерва. И тој не само што умре на тој крст, неговото тело беше симнато во тој гроб. И во тој гроб е погребана таа темнина. Се погребани сите тие синџири и зависности. Се погребани сите тие работи низ кои што поминуваш. Срамот, стравот. Може би имаш страв од смрт и вечерва можеш да бидеш ослободен од тоа. Но таму не завршува приказната, бидејќи главното нешто се случи на крај. На третиот ден тој воскресна од мртвите. Ја победи смртта. Воскресна од мртвите, ја победи смртта. И е жив и ден денеска. И е жив во цела вечност. И тоа го направи за тебе, пријателе. Тоа го направи за тебе, ти кој што стоиш во темнината овдека. Тоа го направи за вас, вие кои што проаѓате на патеката од десно. Тоа го направи за вас од лево од бината кој што проаѓате. Исус Христос умре и воскресна за нас, за мене и за тебе. Бидејќи сака да не приспои до Него. Сака да не направи ново создание, каде што нема повеќе да има темнина, туку светлина ќе има во нашиот живот и надеж ќе завладее во нашиот живот. И тоа е можност за тебе и сакам да ти дарам таа можност за кратко. Остани овдека, бидејќи за кратко твојот живот ќе добие комплетна трансформација, ќе добие комплетна промена. Кој да си, со какво иминото да доаѓаш, нема да мислиш дека си премногу добар за да дојдеш при Бог. Нема да мислиш дека си премногу далеку и отидам во преголема темнина за да дојдеш при Бог. Току Исус Христос те повикува. Исус Христос те повикува да дојдеш дома. Библијата вели дека две нешта не делат од тоа. Не е религија, не се научени молитви на памет, не е ништо друго, освен верата во оваа порака што ја споделив. Да кажеш дека ова е за мене, ова е за тебе, пријателе. Да кажеш, ова сакам да го имам од вечерва. Ја прифаќам таа жртва на крстот. Таа е за мене. Исус Христос е Господ на мојот живот. И никој друг. Сакам да го следам од оваа вечер. Тоа е единственото нешто кое што е потребно за еден човек да наследи вечен живот. И делата на ѓаволот да бидат скршени во неговиот живот. Тие синџири да паднат на земјата. Бидејќи ѓаволот може да ве контролира до моментот додека не дојдете во светлината која што Исус Христос ја дава. После тоа е готово. После тоа е завршено. Но, сакам да напоменам едно нешто, пред да ви ја дарам таа можност. Ова го зборам за тие кои што се сериозни само. Бидејќи Исус Христос не сака да биде дел од вашата колекција на надежи. Може би имате надеж во едно нешто, надеж во друго нешто и сега ајде да го пробаме и Исус што ќе каже. Да видиме и Исус. Тоа е добро. Но Исус Христос сака да биде Господар на твојот живот, да биде Господ на твојот живот.
И вечерва сакам да те предизвикам, сакам да те дадам таа можност да го направиш да биде Господ на твојот живот. Бидејќи на тој начин таа надеж за која што збориме ќе добие боја, ќе оживее во тебе. И тоа што го искусив јас, тоа што го искусија многумина кои што ги слушате од оваа бина. Денеска, вчера, ова е 5-6 настан веќе на оваа бина. Тоа што го слушате ќе добие живост и во вашиот живот, ќе добие реалност, ќе го искусите и вие. И сегам сите вие, кои што сте сериозни, кои што сакате да го направите тоа, сакам да го предадете вашето срце вечерва на Исус. Сакам да не размислувате на луѓето околу вас, бидејќи оваа вечер е вечер на надеж, но не е на групна надеж, туку на индивидуална надеж за твојот живот. Не гледај на луѓето околу тебе, не гледај што ќе каже другарите и другарките, што ќе каже дечко ми, што ќе каже девојка ми, да не ми се смеат. Не гледај на тоа. Бидејќи еден ден нашиот живот ќе заврши и ќе застанеме сите еден на еден, лице в лице со живиот Бог. И ќе дадеме отчет за нашиот живот. Ќе дадеме отчет за тоа кои сме ние. Ќе дадеме отчет за тоа во што веруваме. Ќе дадеме отчет за тоа што сме правеле во нашиот живот. Во Библијата пишува дека судот кој што доаѓа по смртта во овој живот може да го избегнеме, може да го заобиколиме доколку ја ставиме нашата вера во Исус Христос. Само во тој момент ние можеме да го заобиколиме тој суд и да влеземе директно во вечниот живот. Само доколку навистина нашата доверба биде во Исус Христос. И сакам тоа да ти го дадам вечерва, пријателе. Тоа што бесплатно го добив, сакам бесплатно да ти го дадам. Затоа сакам сега да ве водам во една едноставна молитва. Доколку сакаш да го направиш тоа, да те водам во една едноставна молитва, директно од твоето срце, кон срцето на Бог. Не гледа на луѓето околу тебе, ова е помеѓу тебе и Бог. Не гледа на мене, јас едва и ве гледам од овдека. Не гледајте на мене, не гледате на луѓето околу вас. Ова е помеѓу тебе и Бог. Помеѓу тебе и живиот Бог. Не знам каде се наоѓаш моментално, но не чекај. Утре не ни е загарантирано. Во Библијата пишува, пратете ги сезоните во кои што живеете. Живееме во несигурни времења. Живееме во времење кога луѓе се заминуваат секојдневно, на било каков начин. Нема повеќе начини на кои што е добро или не е добро човек да се замине. Ништо не ни е сигурно, утре не ни е ветено. Тоа што ни е ветено е овој момент. Моментот кој што го имаш во твојот живот е овој сега. Затоа сакам да те повикам. Сакам да ве повикам сите овдека да застанете на овој тревник. Сите кои што сте на овој тревник застанете, сакам да ги наведнете вашите глави сите кои што сте на овој тревник. Замижете. Ова е еден интимен момент помеѓу тебе и твојот Бог. Интимен момент помеѓу тебе и Креаторот кој што те создал. Наведнете ги главите, затворете ги очите. Сакам да ве водам во една едноставна молитва. Да се помирите со Бог. Можеби сте чекорале со Бог и сте избегале на страна. Доколку си ти тоа, наведна главата и затвори ги очите. Не гледате на луѓето лево и десно од вас. Повторете ги овие зборови по мене. Господи Исусе Христе, признавам дека сгрешив пред Тебе. Прости ми за моите гревови. Фала што умре на крстот за мене. Верувам дека беше погребан и дека на третиот ден воскресна од мртвите. Спаси ме, исцели ме, ослободи ме од темнината во мојот живот. Од вечерва, Ти си мој Господ и сакам да те следам.